Здраво живо, ова е Петочно во Германија. Единствениот подкаст за нашите во Германија. Здраво, Панче. Здраво, Марина. Сега ми Како текна си? уствари, добра сум, фала. Сега ми текна минатата епизода за хобијата што зборевме, него спомнавме најважното хоби на германците. Така, а некако тоа ни се совпаѓа со денешнава тема. Германците сами за себе викаат дека најомилено хоби им е мекан. Као кенкање, жалење. Да, и сами за себе, значи викаат, сум го слушнала, така да не е ништо против нив. Не, боже зачуе. Не. Подготвувајќи се за епизодава, например, малце ретроспективно се мислев од зошто, например, мекаат или зошто се жалат или зошто кенкаат за целото тоа. Значи, порано, ајде да откриеме темава, ајде кажи темава денес како ќе прави. Да. Темава денес збориме всушност за тоа дали сме задоволни од здравствениот систем тука и од здравственото згрижување. И во склоп на тоа ќе има и мекан. Да, а тоа мекање почне или тоа жалење или тажење, кој ќе се вратам ја уназад, например, порано не сме се жалеле толку, ама и мора да се каже дека тие термини или за тоа што се чека, например, денеска доста време, тоа не било толку изразено како што е денеска. Значи, денеска е екстремно. Морам да признам. Да, кажи ти порано како беше пред за 30 години кога дојде тука? Порано беше, едноставно, лекарите беа, да речем, 24/7 отворени, без разлики, праксите и ова и она. Значи, работено и дома да му сежиш, привидејќи си како матичен ти бил тој. Кажувало ли, дај, еве ти го телефонот, јави ми се, меѓутоа, знаеме ние самите дека здравството полека стана бизнис. Ja? Болниците ги направија фирми. И тоа е најголемиот проблем, што сега во последниот, да речем, 5-6 години им се дешава на пациентите кога се склучуваат со тоа да не можат да најдат термин. Од оваа година, посебно од оваа година, укина паушала, значи сите пракси добиваа паушала за вметнување на нови клиенти, на нови пациенти. Сега тоа им го укина и значи праксава има, да речем, 1000 пациенти, си е терон, задоволен си со тие 1000 пациенти, си го вади, например, профитот секој месец, може да си ги плати вработените во праксата и повеќе не сака. И вика, ние сме затворени. Толку. Не затворени, меѓутоа не земаме нови пациенти. Значи тоа порано не се дешавало, порано се тепале, доктори се тепале да земе. Не, било, да речем, главна грешка било ако селскиот доктор, да речем, секој место има пракса. Ако не си селскиот доктор, ако не е твој матичен доктор, значи тоа било греф. И си да те зборуват, ти кој ти дојде, ти речеш, како ти вој доктор, треба ки вој додиш, ки нашо треба додиш. Ама времињата се сменија. Значи ние не сме имале проблеми, значи нити со детски, за детски доктори, нити со децава, например, значи не сме имали никаков проблем. Тоа било многу во време, очигледно сега, за жал, има многу различни негативни искуства. Прво, за наоѓање на лекар, тоа што викаш, најосновно нешто, наоѓање на матичен лекар или па на некој специјалист, односно педијатар, гинеколог, било што. Има многу примери, следам по групиве кај што кажуваат или бараат, има, познавате ли некој во радиус од 50 километри, значи спремни се луѓето да возат. Не можам века да најдам ни не земаат нови пациенти, ми треба, мислам нормално кога си толку време некојаш ќе ти притреба. И тоа порано стварно и јас кога дојдов не беше случајот, порано не сум имала никаков проблем. Мада морам да признам, имало и уште има разлика од матичните, за ке матичните да се задржиме, матичните во село и во град. Има многу, значи во село, порано кога живеев, се го знаевме матичниот лекар, беше супер, значи човек, значи за се што можеше таму правевме. Дури и Лука кога беше дете, таму вакцините му ги стават. Значи да. Не одевме ние на педијатар, дека на педијатар се чекаше по 2 сати. И само ќе му кажевме која вакцина е наред, ќе ја порачаше и карши преку улица, онака ни чекање ништо, ќе отидеш. Исто и кога бев бремена, тест за скриен шекер таму исто го правев, што обично се прави на гинеколог.
Што друго, за било што Лука уште, значи Лука дали 3 пати на педијатар, односно освен на тие нели стандардни прегледи што се задолжителни, никогаш не бил на педијатар, мислам секогаш кај тој селски атичен лекар. Не одбиваше устил да каже не, тоа е дете, добро сега тоа биле настинки и стомашни вируси, не било ништо сериозно, ама пак секогаш таму сме одале. Исто како можам ја да го потврдам, тоа порано беше така. Обично имаш матричниот го лекар, сега деца кога стаса, окей, детски лекар, ајде малце подалеку, ама не е битно, детски, ама се наоѓаат термини. Значи, термин те зима, те гледа, те пустиш, те штури, као муштерија си, но нормално, да е нормално. Значи, немаше кога сега дојде, чекај сега не после 3 недели или после 5 недели. Што осетив ја посебно е сега во последниве неколку прошлата година или оваа година што ми се случи со ахиловата сена, со ахиловата тетива, и кога имав удесот, кога имав со некои други третмани што ми требаа, боже, значи лек не може да човек, доктор не може да најдеш. Сепак можеби малце сум ја и субјективен во оваа ситуација, бидејќи речам сопругата е медицинско особје, знам вакво е таа, ама не е тоа целта на вакво е кога ти е потребно здравствен, кога ти е потребен лекар, треба да го имаш. А во оваа Германија има доста можности тоа да го добиеш, например, ќе спомнеме понатаму кои, да речам, други институции може да ги користат пациентите во случај да се најдат, да не бидат, например, да биде праксата затворена, каде може да отидат, како може да се најдат, па да дури има и, ќе да кажеме понатаму за овие што се хотлајнот за брзи термини и тие работи, ќе спомнеме понатаму. Меѓутоа, во основа како да кажеме, како што кажа ти, порано не беше така. Ама сето тоа можеби е поврзано и со демографските промени во Германија. Нормално. Кој размислам пред 30 години, например, овие што се сега, баш сега и статистиката па бројчиња да ги извадив ја некој. Секако. Значи, просечната старост моментална во Германија е недека 77 години. Просечната старост. Стварно? Мисля дека се постари. Сега ќе ти кажам која статистика може да се гледала. Ти може да се гледала статистиката каде што викаат денеска родените деца, се предпоставува дека просечно женското, малци имате среќа вие, ќе живеете 84,6 години, а кај мажите или машките деца што денеска например се раѓаат под ова темпо или под ова ниво и овој развој на, да речем, на општеството или медицината, ќе живеат неколку 77,8 години. Не? А иначе просечното моментално е 77. Сега например кога ќе размислиме дека пред 20 години сите овие што се сега 70-80 сите се витални. Абе, земја баба 80 на година. 80 на година. Браво, алалди е добра, ама каже дека не си спортува и се чува. Ама здравството тука. Сега ќе кажеме еден збор. Како викаат у Македонија кој ќе се јавиш у брза помош? Кое е првото прашање? Колку години има? Аха. Страшно. Колку е стар? А тука што прават? Тука ќе се јави 85 годишна и нотарци, што ти ја знам таму, вакво, накво, сите ќе ги донесат и ги оперираат. 80. Нормално. Ајде, сопруга си каже, вика, баба 83 години ја донеле, како ти го оперираме? Дедо го донеле со 87 години, вакво е клучката му оперираат, нови вакво им ставаат. Ги држат, ги онадуват, значи не ги оставаат да речат кого чек. Да, добро за тоа, да. Не? Јас секогаш викам до болница, ако стигнеш во болница, значи терцијарно здравство им е топ. Не сум до сега што сум имала неколку искуства, стварно не можеш да се пожалиш. Ама патот до таму добро сега во најдобар случај треба да го избегнеш тој краен дел, ама некогаш не може поинаку. А тоа што е исто и порано и сега е тоа исто и разлика од здравство во Македонија, например, тоа што се чека толку долго на лекар и покрај тоа што имаш термин. Значи тоа порано не знаев, првото искуство ми беше кога бев на оториноларинголог, чекав 3 сати. Точно 3 сати, а јас не спремна, не јадена, онака си мислам, ајде пола сат, нека да почекам, тоа беше пред 15 години, да речеме. И тоа ми беше така првиот шок, ама како и да е под 1 сат чекање и со термин не сум била никогаш. А за тука секогаш, например, кога ќе отидете без разлики и да си на доктор и на било, треба
со текот на времето треба време да се земе. Време, да. Време Си ви треба. време. Прибидејќи ко прво основно не знаете каква е ситуацијата, значи каков случајот, дали на докторот му треба 10 минути, дали му треба 15 минути, дали му треба пола саат. Зависи од пациентот пред него. А лекарите тука, значи, моето искуство, кога ти што го рече, лекарите тука си зимаат време. Значи, не тоа остава, например, на 2 минути да ти рече, окей, дај воа тоа и терај, ами ќе си земе време, ќе те сослуша, ќе си кажеш, што те мачи, што ти кажеш. Зависи, да, и тоа зависи, и тоа, и јас имам различно искуство, да. Ама зависи, што знам, некогаш сум била готова и за 2-3 минути, а некогаш сум останувала и ја и со децава. Тоа се цени нормално кога одиш и кога чекаш 2 сати. Исто Што е позитивно тука може да се каже дека нема тоа, јас само за прашање сум. Само да прашам, не, тоа не би има за итни случаи секогаш, за итни случаи има, барем на педиатри све. Ама има, значи има многу луѓе што се жалат, не само македонци оствари, ако ние се збориме пошто и нели како представување на целиот здравствен систем на македонци, ама и германци се жалат. Ако некој не си земе време или ако некој тоа онака те за секој што е болен, секој што е болен и секој што оди, например, ки доктор или у болница или било која здравствени установи, оди, например, од мака, да речем. Има, да речем, некои што одат само за шајнче, ама тие ги знаат, например, се знае кој што и како. Ама не е битно, зборуваме за овие што имаат потреба. Факт е дека у тој момент кога ќе се најдеш во таа ситуација, сакаш што побрзо и поефективно да знаеш што ти, како ти и вако. У тој момент кога чекаш, сите ти се криви. Ама не знаеш што се дешава, да речем, зад параванот или зад вратата. Доста понекогаш, па да речем, сопруга секој ден ми кажува приказки што се десило доле, горе, увако е тоа. Ама вика, толку сме ние, не? Да, добро, тоа и мора да се каже, мислам дека се веќе сите знаат дека нема, стварно има голем недостиг од персонал. Игра голема улога. Персоналната ситуација игра голема улога. Како не е нормално. Па да речем, ние сме секојаш во таа ситуација субјективни, ме боли новата, се скинав тетивата, дај мене вакво е, дај мене да средете ме. А сега го чека доктор на билот операција. Оти нема друг, во тој момент нема друг, да? И сега за мене тоа не е сватливо, кај што е, како е, зошто оти и ти работи. Ама он има друг приоритет. Башка, например, почна со овие новиот систем, например, DRG, тоа што е, они на приоритет одат веќе. На приоритет оди. Идеш таму со кашлица и га чекај, ти не си толку хитен, има некој можеби со, да речем, со висок притисок. Тој е хитен, тој ќе го пикне пред тебе. Да. Погодиш во вие поголемите. Добро, за тоа, да, за тоа и се има разбирање. Вака, мислам, за чести случаи и од моје искуство и од, значи, тоа е единствен или еден од малкуте области кај што стварно и јас се жалам и не сум задоволна и ако не ми треба сега во моментов, не одам на лекар во Германија. Значи, одам, ако ми треба добра диагноза, ќе си одам во Македонија кога сум на одмор. Тука, ако ми е нешто, да. Дека во Македонија си одам на приватно. Значи, има разлика и тука да си одам на приватно. Можеби ќе ме советуваат поинаку, не знам. На приватно само на кожен лекар сум била. Ако не морам, значи, на нешто на оче, на било какви работи што се прават еднаш годишно или еднаш во неколку години, тогаш ми е наједноставно во Македонија, дека тогаш и сум, нели, рад, тогаш сум на одмор, имам време, а и не ни трошам многу време, дека кога ја одам на закажано, си стигнам на терминот. Мислам дека можеби тука е некоја, да речем, можеби тука е тој, да речем, конфликт кој што доаѓаат, например, нашите, бидејќи сме научени, познавајќи ги нашите ситуации, секој некого познава во болница. Значи, јас сум доле, јас познавам еден куп медицински сестри, колеги, доктори вамо таму и може да ме, знаеш, ќе доеш утре, дојде ќе она да вакво, ќе да средиме вакво. Сега тука не ги познаваме, па да речем, тука е сосем друга ситуацијата. Ако имаме среќа, окей, ќе те види, ќе те зирне. Па да речем, јас се наоѓам, и среќа исто многу се наоѓам можеби јас во таа привилегирана ситуација, таква е ситуацијата и
ме знаат, не ја знаат и кој отидам таму и као вакво е си. Ама и не само тоа, ти си тука долго време и сигурно за тие некои, ако ти требаат некои специјалисти, ти си ги нашол веќе, ти си ги знаеш, ти имаш запар, ти имаш таму некои стални матичен. Матичниот лекар ме 25 години сум јаки матичен лекар. Не, матичниот ме лекар не треба да ме прави рентген. Да. А ми он кој ќе влеза веќе знае какво ми е, колку операции имам на менискуси, еве сега со ваквото со тетивата, сите работи ми ги знае. Сите работи ми ги знае. Не треба да кај него. Или Забаров. Забаров ми е, ако имам страшно сум голем, пред ден бев на Забаров, ништо, контрола само, ама сум страшно. 15 години сум кај него. Значи, сите заби ги знае. Секој коренче ми го знае. Тоа си е супер, да. Тоа е многу, многу вредно. И затоа може би е препорачливо да кажеме дека сепак таму да се остане каде што си, да речем, не? Ама и тоа кажеш да си треба да си задоволен, добро, за матичен, добро. Ама има, например, фамилии, педиатри им треба, ти треба да си задоволен многу, дека со дете може да ти се случи да си еднаш месечно на педиатар. Факт. Некој период од животот на детето може да се случи. И имам примери од блиски, кај што децата се долго време со некои мистериозни промени што не се долечуваат деца, онака, например со болки во стомакот, со болки при мокрење и не се прави, например, не се прави уринокултура, не се прави крвна слика, ништо не се прави. Тоа ми е чудно што во Македонија одма сеќе ти ги направат, било кој лекар. Дали си приватно или не, може таму е малку претерано со тестови, ама како мајка би рекла поарно еден тест повеќе направи па и да си платам отколку да го мачам детево да е со болки со месеци. И после ајде баре второ мислење, ма кај да бараш, кога не можеш да го најдеш докторот, не па термин да најдеш кај него. И тоа е стварно фрустрирачки. За себе може би и ки издржиш некако, си викаш, ајде, не е толку страшно, кога тогаш ќе отидам во Македонија ќе се проверам, ама за дете ти треба. Ако пречкатам тоа виш. Добро, сега, ако е нешто акутно, нормално дека јас одам тука, ама за тие некои прегледи во Македонија. Ама за дете, пак мора, сакаш во моментот да ти е згрижано и си да ти биде супер. А за тука си во потполност право. Диагностиката тука е сосем контрадикторна од на тоа што сме ние научени. Та дори мене ми беше после бидејќи јас дојдов тука и доле си имав некои да речем проблемче, како дете сум бил доста болен со запалење плути. Значи ме носеле вакво е. И за мене било логички кога отидам на доктор, бидејќи и ќерките биле болни и таква, одма пеницилинот, стрептомицинот, антибиотика ќе ме бапне, ќе ми ја мавне. И тука сите средно за 2 дена. Тука кога ќе отидеш, ќе те цирне. Грлцето отвори го, диши, ништо вирусче, вакво е, чајче, аспиринче, парацетамолче и тука завршен. Че тука они не се толку загрејани за антибиотиката. Значи тука они антибиотиката не ја сваќаат како они ја сваќаат антибиотиката даваат во крајна мерка. Значи, во крајна мерка, кој ќе дојде до инфекциозно, до големи инфекции, А иначе, доктор да му речеш на дете мало, тај му антибиотика, ти рече испаја надвор, ти те приво југентам, ти рече вој несоодветен родител, сака детево антибиотики да му правам. Значи, тука они сосем поинако го надуваат, таа диагностика па ќе речем, во тоа ние што сме научени, па ќе дојдеме тука и малце културен шок кога ќе отидеш на доктор. Да, ако не се сите, ако не се например некој со био или што те знам тропшен или и такви работи, и такви даваат, ама сепак гледаат на природен начин, значи организамот да створи сам имунитет за да може да се бори. Сега ние како родители, нас не бори како да го оставам детето со 38,5 температура да гори у креветот и да му дадам само чајче или вакво да се знаете, речем, ненормален е, че на друго место. Да, или... температура не дава тука стварно. Ама добро, едно е 38,5, друго е да му отидеш што 40-47 температура, што исто сум слушала, ништо не дава. Не знам, не сум била во таква ситуација, ама мислам дека си би кренало воздух таму.
Ама сепак можеби треба да ги смириме малце сега овие што ќе слушаат родителите или пациентите, да речеме дека сепак и во таа ситуација кога на пример денеска сте биле на доктор, да речем хематичниот, не ви дава некој антибиотиче, вас не ви се подобрува ситуацијата и вас ви е потребно сега понатаму. Тогаш можете да се јавите во Брајчардинстот или да отидете во Нотафнамето во болница. И тогаш они ќе си ги превземат следните мерки. Да, во Нотафнаме во Гисен под 7 сати не се чека, значи тоа е нешто... Гисен не е мал. Гисен не е мал, клиниката е полуприватна или приватна, како е Гейбер? Приватна е, приватизира. Сите клиники се повеќето се сега веќе приватизирани или пола се на државно или на општинско ниво. Па ќе речам, за мене беше тој најголемиот шок кога донесоа одлука една болница да биде ГМБХ. Значи фирма да биде. Фирма да биде, да. Добро, тоа си мислам скроз друга тема, нема врска под да не отвараме таа тема. Да, Нотафнаме зависи, мислам сите ќе си направат свое искуство, ама само во крајен случај. Мислам сум била и јас сум требала неколку пати да чекам. 3-4 сати сум чекала. Сега да чекам во дрво не сум имала потреба, ама ти зборуваш и веруваме други што да речем другите искуства по големите балонски центри, тоа Нотафнаме да го отидеш, треба само со овакво без глада отидеш па одма те земе. Значи, и тогаш не. Баш еднаш, зашто, не знам, сега не ми текнува во кој контекст зборев со една мајка, за, сега, она кажуваше за некој неесен близок што отишол во болница со отворена рана од секира, некако се, дали сечел дрва човеков ли појма, немам, татко и мислам, или некој постар човек, нема врска. Со отворена рана чекал со сати, да. Го оценили дека не е приоритет? Да, па тоа е, ја верувам дека они се фул, значи турбо се со работа, не пијат кафе што може кај нас на пример да се види. Не знаат глава дека име, тоа е така, не е тоа спротив нив, не е за кон нив навреда, често вака кога коментираме по групиве, мислам 90% од коментарите се дека ете така не се кој знае колку задоволни. И така ќе се најде некој медицинско лице, па што сакате, идете во Македонија, лечете се ово, нормално знаеме дека во Македонија државното здравство нема потреба да споредува, мислам тоа е нема споредба, ама не живееме во Македонија, тука живееме и за здравство тука дискутираме и нормално можам да се дискутирам, отворено ми е, како што ми е отворено се друго што им отворено и на германците. И сите што живеат тука. Така да не е тоа напад кон медицинските лица, знаеме дека се работи, сериозно се работи, дека таму мислам дека исто, ајде сега ти си по бројки, таму имаше некоја статистика дека таму најмногу бърнаут имаат. Сега до бърнаут днес ја можам ти кажам дека тука имам некои интересни бројчиња на пример. Еве ќе речеме за детскиве доктори. Значи во Германија има неколку 16.800 педиатри, детски доктори. Од тие 16.800 доктори, 8.300 имаат пракси. Значи 8.300 и другите неколку 7.000 или 7.000 нешто работат по клиники детски доктори. Ама што ме запрепасти бројката е тоа дека во 2022 година скоро 18 милиона пациенти имало по болници. 18 милиона по болници, а во Германија болници има 1900. Сега можеш да размислиш, правиш пресметка, колку пациенти една болница поминува година. По 1.900.000, по 2 милиона пациенти во една година пациенти поминуваат во една болница. И тоа патичам и со операции, лесни, тешки, психички, што ти ја знам таму. Тоа се бројки што, например, кој ќе ги прочита човек, малце му се ваквоето. Да, нормално. Значи, позитивното на целото тоа дека најголемиот буџет, тоа мора да се каже, дека најголемиот буџет во Германија, од да речем од етатот, од буџетот на владата на Германија, оди точно за овој сегмент, покрај пензиското, тоа се за прошла година, баш и тука имам бројчето, 496 милиарди одат во здравствениот сектор.
од влада, од, да речем, Да. ова речи, од што плаќаме ние, например, здравствено осигурање. 496 милиарди влегуват во тоа здравство, и па ќе речеш на крајот, па не сме задоволни, па дете, па ќе кукаме, па ќе плачеме, па ќе унадиме, како е. Да, не, си е различно, вака, дека има многу што се дојдени пред некоја година, пред неколку години, уште не се сега толку, не им требало толку често лекар, нели, освен ако си со деца и се чудат. И спомнавме те барање на лекари, тоа ти е, значи, еден проблем, друг проблем е да добиеш термин некаде или кај некој специјалист. Не дај Боже да ти затреба кардиолог или, не знам, кожен лекар, да кажам. Или кожен лекар, ти ортопед. Психолог. Психолог, не, психолог. Нема шанси у следните пола година термина на нешто. Пола година е супер. Да е пола година е супер. Па речем, тоа се должи на таа, да речем, на тој на таа паушала што веќе докторите или праксите не ја добиваат од здравствените осигуравања, викаат, окей, толку имаме пациенти, па речем, јас сам си го прави и збогом со здравје. Ама сепак и треба се напомене дека оние увидоа дека тоа не може така да функционира и сепак покушаваат, например, преку, верувам дека го познаеш тој број 116-117. Да. Сум се јавувала еднаш на Лука Крлеш кога му најдов после фудбалска игра. Прв пат гледаме во Македонија Крлеш, онака што е Крлеш и тука баш не знам каде чекав, гледам на постер, каде ме пазете се, не знам, Цекен. И стварно, не спили. И како заврши со тој термин? Добро беше тогаш. Добро беше, ама тоа беше пред 8 години. Пред 8 години одма ги добив и да, ми кажа што да направив и не требаше, значи си помина се супер. Значи тој сервис, тој да речем 116-117 е 24/7. И на тој телефон можете да се јавите доколку ви е потребен термин. Меѓутоа треба да рачунате дека... Тој ама не е термин и за термин за специјалисти, да, Марина. Термин за специјалисти, точно. Меѓутоа, да, преку тој термин, преку тој телефон можете да побарате термин. Сега, они или ќе ве стават, ќе ги земат податоците и после, да речам, должината, можете да добиете во наредните 7 дена, во рок од 7 дена, можете да добиете термин кај специјалиста. Меѓутоа, треба да бидете спремни дека тој специјалиста може да биде во, да речем, 100 км подалеку од местото каде што живеете. Значи, тука не гарантираат они дека ќе ви го најдат вас специјалистот во, да речем, 5 км или 10 км, или ако знаете, има во нашето место, имаме ние кардиолог, сакаме кај тој вика, немаме, ама они викаат, окей, нема таму, има у 25, 30, 40, 50 км подалеку, имаат термин. Значи, тоа е и од мене испробано и докажано дека термин се добива брзо доколку се обратите на ова, да речем, хотлайн. Можеме хотлайн да го пишеме во шоу ноц, ти што го викаш, да им пишеме вакво, да знаат дека тој е такво. Сега, кога барате специјалист, тоа е, да речем, кога одите на доктор матичниот, и сега матичниот вика, треба да го земе пример од Марина што го каже, треба кардиолог додиш. Треба на рецептата, или на вајзунгот, да постои 20 цврштелига код нума. Ама тој е ствари Dringlish код. Точно. Па добро, да, тој го знам, ама го знам од друг умвек, прво кај здравственото осигурување. Ако немаш, ти паѓаш, тие работи некои луѓе не ги знаат, некои ги знаат, некои доктори ги пишат, некои не ги пишат. Ако ви треба термин преку 116-117, ќе ви дадат или ќе ви дадат листа на доктори, или они ќе ви побараат. Мене ми се дешавало, ми праќале на мејл, ќе му давам лемот и ми праќаат листа 10 доктори и ќе ве прашуваат, например, во кој радиус сакате, 50 км, окей, и ти праќаат доктори кои што евентуално може да добиете термин кај специјалист. Така да, доколку има таква некои проблематики, вреди да се проба. Вреди да се проба, привидејќи сепак се добиваат. Мислам, и моето искуство, и ти рече, јас сум добивал така некои термини кога ми било
проначено за МРТ, обично за МРТ која ми требаше, во което ајде да не сметам викам во болница да не одам преку редовите, ајде ги си барам което и ми дадоа за 3 дена добив термин преку нив. Сега не беше МРТ-то не беше тука сега до Лимбург и Удиц, а ми требаше да одам 35-40 км требаше за ичто, имам мало отидов и шо, алско. Да. Значи, Јас за термини имам за термини откако го воведоа Доктолип, таму си пробувам да си најдам. Тоа апликација една, може да си барате по зависи која област ви треба. И тоа ќе ви го ставиме во шоунот на ако некој не го знае, мислам многу е познато веќе во сите. Ја не го знам тоа. Дури стварно Доктолип се вика апликација, дури и лекари ве препорачуваат некогаш преку таа апликација да се прави термин кај нив. Океј. Мојот гинеколог на пример, последниот пат така препорача да се направи термин. Едноставно е, може да си избереш нели дали си нов пациент или не и одма можеш да видиш ако си нов пациент, може некогаш и да се случи да не те прифатат дека нели како што кажете и многу често ординации се случува ординации да не прифаќаат нови пациенти. Исто така има и можност да си кликнеш дали си државно осигуран или приватно. И тоа ми исто е секогаш интересно да видам државно осигуран, на пример, зашто си закажав дека на кожен ми треба мене почесто. Закажав на кожен кога беше лани, минатиот месец, мај, ми дадоа за февруари до година. Си го закажав уште од сега. Ако нешто може да го откажам, ама ми треба често и уште од тогаш. А ако кога кликнав после на приватно, дека сум приватно осигурана, ми даваше нака за утредента. За утредента. И тоа е стварно, значи безобразие, невидено. Јас сваќам колку плаќаат они приватно сите тие работи. Ама I don't care. Онака сакам да бидам исто третирана, значи за здравство се работи, не може никогаш нема да го сватам тоа, како приватно некој утре може, а јас да чекам 10 месеци. И покрај тоа што ќе речеш може кожен и сега колку итен случај може да биде, значи не е на кардиолог, ама проблем си е проблем. Ако мене тој здравствен проблем, тој сакам да ми се реши. Сега тоа да речем, сега го спомнува приватно или да речем приватно или државно. Порано беше да речем пред 10 години кој ќе отидевме или кој ќе отидевме на доктор или кој ќе отидев на првото прашање не беше добар ден, ами те прашуја дали си приват или дали си на приват. Да. Дали си ги зецлиш или приват? Ако си ги зецлиш, седни таму, почекаш, ако си приват... тоа сега ми текна кога те прашав порано какво ти било искуство, до мене првото искуство тука на лекар ми беше, односно второто, ми беше на Забар, нешто ме болеше добро и сега си викам, добро, идам, нели, да ми поправи зап. И нешто ме праша какво осигурување тогаш, нели, како студентка, не бев студентка како припреми за студент, не бев некако целосно осигурување, како полуприватно ме беше, ама не беше онака некој многу добро. Не ми текнува сега како беше. Знам дека малку плаќав и очигледно стоматолошки услуги не биле вклучени. И таа кога ме праша какво осигурување имам, ме однесе во посебна соба, ме пушти музика таму, нешто, сокче ово, она, викам, дури онака мислев ќе ми ја измасира главата на крајот кога ми заврши со Забар. Ептен супер искуство, леле, викам што било убаво тука на Забар. За 2 недели 500 евро сметка ми стигна. Па музика. 500 евро сметка ми стигна, леле, викам, зато ова сокчето. Да. И така, првото искуство ми беше исто в болница. Тоа беше, значи, малер голем, бев година дена, нели, како бебиситерка, како опер, година дена панче не кивнав. Значи, ништо не ми беше. Ни да се разболам, ни ништо. Си одам од таму, да, односно имав уште 2 недели одмор. Значи, ми заврши као работниот однос таму, се поздрави со луѓето, имав уште 2 недели. Другиот ден,
Значи, другиот ден се поздравувам, мијам чаши кај тогашниот дечко и се сечам асално онака и гледам онака парче кожа, вака на прстов ми се мрда Мафта. и да, и ме однесе у болница и стварно ме сошија, 4 конци имав. И добро беше, значи тоа беше, не чекав многу, не ме болеше, добри. У болницата, викам, неколку ти искуства што ги имала, никакви примети. Ама забаров 500 евра, тоа е тоа. Прашајте си, значи ако сте државно осигурани, најверојатно се ви е покриено на стоматолошки услуги, односно се ептен основни работи, ама треба да ви кажат. Значи треба да ви кажат што е покриено, а што треба да се доплати. А за точно таа, ама ваа тема нас барем си знаеш, цело време си плаќаш. Тука треба да ти кажат. Ваа тема малце со ова приватно и државно, да речем, здравствено, ќе го фатиме во друга тема, ама глобално да, треба да се само каже. си филозофираме. Глобално треба да се каже дека толку едното е, да речем, за болести, друго е за заби. Болестите, например, разликата измеѓу приватниот болен и, да речем, државниот болен и државно болен што е, не е некоја огромна разлика. Едината разлика е, кога го видиш за приватни, например, ќе биде термин може да биде добро, ако биде може да биде само соба, доколку капацитетот дозволува. Да. Шеф арцот ќе го оди на визита, ама и кај нормалниот иде шеф арцот, само малце по-брзо го мине, да речем, визитава кај нормалниот или да речем кај државниот пациент, отколку кај приватниот. И што може би од 3 оброци приватниот ќе добие плюс чајче и кафенце на вакво. Значи тоа е таа глобална разлика или некоја голема. А иначе нити друг ќе ве сече на операција ако дојдете, нити друг инструмент ќе ви стават ако сте на приватно или следите работа. Значи тоа треба да рече окей. Треба да биде во тие размери, така да не сум ја некој преповод, бидејќи мене кога не ги советувам некој таму или консултирам со каузи консалтингот за вакво и како од застано вакво, викам ја со државното сум 35 години тука, 35 години сум државно осигурен, нити приватно ми требало, нити воа, нити тоа. Разликата што е кај забите. Кај забите разликата е голема. Ако сте приватен и пак ќе речем, кој рече, ти треба да си ги прочитате малите буквичиња. Шо, како, кој приватно го покрива. Оти може да се деси приватно да го склучите, ама имплантатот да не ви го плаќа. Или само да речем тоа штифтот да ви го плати. Како се вика на македонски штифтот, кога ти стават имплантати? Ајде. Не знам. Клинчето кај што ти го стави имплантатот. Имплантатот тоа, штрафчето. Значи, треба да чита приватните здравствени се доста, да речем, широко овакво. Имавме проблем. Двете ќерки носеа, да речем, цанчпанга. Заби има убави или сака уши убави, кифа, ортопедии, протетиката тука е скапа и протетиката е пожелно, доколку имате деца, навреме, совреме, да си пишете некое, да речем, приватно здравствено, за да може тоа да го покри. Оти тука врши работата таа, да речем, ки протетиката. Иначе другото, па да речем, зап вадиш и така боли и приватен да си и државен да си, а ако ти го вади завод, ти те боли. И приватниот ќе му стави инекција или ќе му стави опојки и на државниот ќе му стави опојка. Да, добро, да, и тоа што викаш, има разлика дека и за заби реално можеш и приватно и само за заби да си. Протетиката, само доколку имате намера, многу има, ама со време. Значи, они не важи тоа, чекај се, мене ми текна сега, ја ќе правам после 10 години, ќе ставам, ќе пуштам приватно, па ќе правиме вакво. Они вика да чекај. Како? Добро, нема зашто да дискутираме, мислам, се знаеме дека сите си правиме заби во Македонија и тоа е добро така. Освен ако не умирам од болка. Значи, ако не умирам од болка, нема шо, порано исто беше супер. Сега ме боли, супер, дојди утре. Идам, ке ме среди. Сега се јавувам за 3 недели ми вика дојди. Како за 3 недели, онака забарот мојот, значи мојот забар.
Ама стварно се многу добри и некако сигурно се прочуен во регионов и друго не можам да си објаснам. Исто и за Миле, таму му препорачав, значи препорачав кај нив да иде, отиде таму, го видоа дека има проблем, дека треба нешто да се прави и за 3 месеци му дава термин. Едниот за 3 месеци, другиот за 6 месеци. И се викам, онака никако. Посебно па за некои така за естетски работи, за порцелански и слично, нема шанси. Порано, знам, бев тука правев као Kostenvoranschlag, да ми направат проценка колку би коштало 2 као круни. Круни. Кронен. Коронки? Да, круна, да. Добро, порцелански, нема врска и околу 2000 евра ми кажа на времето. Околу 2000 евра, викам добро, толку е толку, да прашам у Македонија за 200 евра ми ги средија. Не мрдна, значи нормално се, таму во Македонија сум се одела на запрат со живот, таму ќе си ги правам. Сега не би одела, например, во друга некоја земја да ми кажат таму е ефтино, не е за цената, ама таму знам дека, што знам, таму сум си сигурна. И еве сега, кога бев последниот пат, и пак си бев таму, пак си става порцелански, тоа беше за 4 дена завршија работа. Значи, тука никогаш нема да се случи тоа. Значи, не знам, фамилија да ти е, пошто не е само он, нели, има и ги изработуваат тие материјали и така надаму се, да не навлекуваме. Тоа кај нас највеќе ми се свија. Не е ништо страшно тоа, тука се познати, например, има доста вакво чего Полска, Унгарија. Си ода, да, ама тоа сакам да кажам, не е баш за цената, се ајде ефтино кидам во Полска си ги правам забите. Не, а во Македонија 20 години сум си ги правила, не ми е проблем да почекам освен ако не ме боли. Да. Не чекам никој освен ов. Да. Не, мене ми е... Па добро, ја порано во Македонија уствари си бев по издржлива. Се кажа, ај сега за 10 минути, стварно 10 минути толку нема кој знае колку бушење, вика, ќе издржам, не ми треба анестезија, не мора после да се шетам ко удрена пола ден. Ама тука се навик, тука не ни прашуваат. Не ме прашува, одма ми става анестезија. Шо и да ми прави? Ја два пати им викам, знам дека ќе ми стават, ма два пати им викам. Стварно. Ајде си те забавам сега, тоа да забавам. Добро, како и да е за термини, ќе ставиме доктор Лип, пробајте онлайн. Што е интересно, последно може да спомнеме, можеби веќе почна и некои здравствени осигурувања да нудат сервиси за да бараш термин преку Кранкас. Не? Значи можеш да се јавиш. Така? Да, има, почна више. Мислам дека јас сум мобил, мислам дека можеш преку нив, бидејќи Кранкасата фактички имаат договори со докториве, например. Они си имаат договори. И сега во интерес на пациентиве или во интерес на членовите што членуваат, Кранкасата им прави термин преку имаат тоа порталите, формуларите. Пишете таму внатре и ќе речете ми треба термин за воја. И после тоа Кранкасата ви прави термин кај тој доктор. Сега прашањето е, например, дали тој доктор баш вие што вие има, ама најверојатно чим оди таму, обично тие работи ги сретуваат, ама тоа оди преку Кранкас. Тоа е можно. И сега најновото што почнаа за некои ситни работи може да правите и видео, ама тоа треба праксата да го нуди. Да. Праксата да го нуди. Тоа во корона многу алтернативни понуди почнаа да се кројат. Да. Мораше. Ама ги нудат за, например, некои, не збориме за диагностика, ами да речем, ќе ти каже резултати. Крвта ти е таа, ваа ти е тоа, или тереј, медикаменти, значи он го гледа тоа медикаментите кои ги взимате, или каква терапија имате, или што ви треба. А сето другото морате, вакво за преглед, ќе треба повторно. Зборуваме сега за, да речем, некоја си значи не може преку, сега да речем, преку чатов, ќе ви каже дали имате вие слепо црево или врз основа на тоа. Ама, доколку се работи за контрола, и праксата ја го нуди тој сервис преку видео, може да си направите со нив таков термин и ќе ви кажат резултатите ви се добри, шеќерот ви е качен, шеќерот е цимнат, помалце блакце, поише соленко и тие работи и ќе се терате натаму, а нема без потреба да одите во
во ординацијата или во пракса. Сега ми текна, што спомна совет ваков таков, ми текна еднаш кога ми беше имунитетот крш, значи секој месец мислам се настинував, се разболував. Пред короната мислам дека беше тоа и јас сум си така се да си пробам и природно нормално и чаеви и треви се што треба и смудиња, значи се ептен сум отворена, ама нормално ако треба медицина ќе се зема медицина. Сега за имунитет нормално се знае, нели, витамини, сон, што ти знам, стрес, менеджмент, ама не ми помагаше никако. Се само ќе слушнам нешто, ајде, пи, например, не знам, ваков сок, цеди, вакво, зелена трева, значи што се ќе слушнев, тоа правев и не помагаше ништо и отидов на мојата матешна, ама имаш некоја друга таму како до квалификација изгледа. Многу беше фина, ама која праша, викам дали може да препорачате нешто за јакнење на имунитет, ми рече да си капнувам лимон во чајот. Да си капнувам. Ја тогаш по кило лимони мислам на ден дека јаде. Не знам што се не правев. Она ми рече да си капнувам лимон во чајот. Така гледам, викам, не ми се верува. Превентивно да не се предозираш со витамин С. Леле, и така не знам, така многу примери и од моје нормално 100 години сум тука и од обкружување и од групиве, многу вакви примери има. И кој како ќе се снајде. Основното е тоа, можеби со какви искуства идеме од, да речеме, од Македонија, доаѓаме тука, можеби сме имале таму прекрасен доктор или прекрасни пријатели или прекрасна медицинска сестра и сидите работи и сега тука доаѓаме одеднаш од некој си, тука си никој си, чекај. А ние сме научени да прашам, знаеш, па може, па дојди ваму утре ќе да средам ваму. Да, ама кој си па и ти у државно здравство во Македонија, таму си никој. Ја, сепе знаеме како оди тоа. Добро, ако знаеш некој, добро, дури никогаш во живот да не си бил на лекар, тука ако чекаш 3 сати, ако не можеш да си најдеш термин, онака некогаш ќе ти текне, ова може и не е баш нормално што се дешава. И тука се прави фрустрацијата. Последните времиња тоа што се дешава тука со здравството, тоа е ненормално и паѓачем. Понекогаш и ситуацијата тоа го условува. Дали било персоналното, дали било бројот на пациентите, дали било дешавките. Еве сега да кажем нешто друго. Например, пред 10-15 години во болницата каде работи супругата, не прашуја која сестра знае хрватски, која сестра знае српски, која сестра знае македонски, која сестра знае бугарски, која сестра знае арапски, која сестра знае вакво е. Мислам, знаело, германски било. Сега со какви сега има. Супруга вика понекогаш вика со пантомими се разбираме таму. Со пантомими се разбираме понекогаш, а треба да се разбереш со него. Кажав ја приказката. Одам да ме масира човеков шпанец. Да, стварно. Ја германец. Он ми вика, вакво е синьор, ја му викам, alles gut. А треба да ми ја масира Ахилова, тетива да треба да ми масира. Леле. Него се разбавме со пантомима. Он ниво А-. Ја шпански Ш2. Ола, и толку. Се разбравме. Синьор, синьорита и толку. Не си гледал Касандра на времето, Панче. За Касандра, уствари, ти тука си бил веќе, а? Касандра само ја фатив преку последната сезона. Ама, им отидов таму, напред ми го слушај, ја би оваа работа, викам, ја со него работа за лечење, не работа да учам шпански, викам, ја кај него. Да, добро, тоа си е. Други терминси имав вакво, викам, без да се надушувам. Ја можам него да му тршам часови германски, ама работава тетива да средиме. Значи тука и такви проблематики има. Да. Тоа мора да не се вакво е тоа. Да, кој како ќе се заснајде, може и ќе си имате среќа, нели, кога си веќе тука, кога ќе си направи живот 10 години
и повеќе ќе отидеш еднаш два пати на лекар, може и ќе си најдеш некој за 30 години ќе ти остане истиот, ако имаш среќа. Први основен е си да бидат здрави и живи, да немаат потреба да одат, ама Да, тоа најдобар случај. Добро, сега и кај нас, например, било шо и да е, например, дете, неколку пати спомнав деца кај нас, ако е болно дете, одма си до лабораторија се прават, нели, ЦРП, тука да се види крвна слика. Ја на Лука не му знам крвната група. Онака, еве, што се вика никогаш, не што се вика, туку никогаш не му земале крв за ништо. И тоа кај нас е несватливо. Моите не може да сватат за тоа. И кога и да е болен, и што му правеа на лекар, оно викам, не ни примија на лекар, како не ни отидовме. И тоа малце, и тоа е екстрема, па, како родител сваќам, сакаш да знаеш што се дешава кај детето. Ама еве, ја не сеќам кога последен пат крв ми зема, не сеќам, озбилно. Јас се проверувам редовно и сакам и тоа што ми беше. Жените, кај мене на пример, сопругата нормално, секој вакво е, те вакво, те такво, те водат тоа. Не викам, ја тоа е вакво е. Диагнозата јас ја дам. Апетит имаш? Имам. Добро сосеќаш? Добро сосеќам. Си пивкаш? Ништо не ти. И вода, и такво е. И имаш апетит? Имам. Здрав си. Не треба да пробиш. Точка. Порано исто уште кога пушев цигари, ако можам да пушам цигара, окей, не е толку страшно. Даш? Сега дувнал од таму одма вакво. Не. Јас си правам и тоа тука, што исто ми беше разлика, не ја дава. Значи, ќе проверам крв, ќе ми се јави за 2 недели, претерува малце, ама за некој ден, во Македонија, например, са бајле, ако вакво, после попладне можеш на мејл да онлайн да се ги видиш. И само ќе ми рече, окей се. Окей се. И само еднаш прашав, еднаш само прашав срамежни, вика, може да ја земам, да ја испринтате? Може, вика, ајде. Викам, може, вие имало и таква опција. Ама, еве, например, Марина, еве, ако земеш, викам, нека логиката. Шо ќе ти тоа, ако ќе го видиш? Шо ако видиш дека, паѓа речем, ја верувам дека они знаат да читаат, например, ако нешто не ти е добро, знаат, ама сега може за 3 години пак ќе направам и треба си споредам. Нема ти рече здрава си. Сега, например, ние сме, паѓа речем, и јас сум ги поминал тие, како паѓа речем, кога дете, не знам колку време бев во болница со моите вевејшиња, да речем, со имав. Значи, сите вакво е. Со 5 години знаев што е еритроцит, лейкоцит, тромбоцит, колку, шо, како, кој вако, сите работи ги знаев. Колку треба да бидат белите, колку треба црвените. Ама тоа е кога си болен. Кога не си болен, што ме интересира мене, дали ми било... Да, добро, тоа право си, да. Понекогаш се, со баба паќа спомнам незе, понекогаш она си оди, си контролира. Шеќерчето, вака, крвта, ванта, ајскут, си поминуе. И викам, ја викам да ти кажам, викам, ја диагноза тебе. Што ти речеш? Викам, не ти ништо. Ти не знаеш ништо вада. Окей, оди, вика таму, и викам, што ти рекоа? Па вика, ништо не ми. Вика, са малце, тоа ми се качил шеќерот. Ја повикам од утре, наместо 4 линд чоколадциња, ќе земеш 3,5. И таман ќе ти биде, викам, ќе ти тоа е ваквото. И се смееме. Мислам, пајде речем, што ти го, ако ти го дадат, например, и ти го дадо, и што правиш сега со тоа, го гледаш и сега викаш, после 18 години, знаеш што ќе направам, ќе си го захефтам во одна кај што пишува здравствени прегледи. Значи, почнам да ти кажам нивото на витамин D како ми бил пред 8 години. Ајде! Ама добре, јас имам со тоа, имам проблем. Значи, еве еднаш се испита во Македонија, 2015 беше тоа. Под нивото, уште е едно под нивото. Таму го нема. Витамин D у минус. Нема. Ми дадоа јака терапија, да, во Македонија беше тоа. И доаѓам тука, викам вака и вака, после година дена, пак викам да си проверам и кажав дека во Македонија имам проверувано и дадов, нели, као сметка или тамо, не знам, потврда. И као Folgeuntersuchung, тука ми беше бесплатно. И покрај тоа што првата во Македонија сум направила. И витаминот D многу малку ми се имаше качено и покрај тоа што имав стварно јака терапија. Ајде пак. Ми дадоа.
Значи да, Панче не знам колку години, еве тука ми се тие 4 пати како сум проверувала, малку по малку расте нивото во тие години со таа терапија, мислам сега не беше некој на секој ден, али пак беше константно. И пред 2-3 години достигнав некое нормално ниво, значи нормално, ама на долна граница. И од тогаш мојава матишна не ми дава рецепти за тие лекови. Мислам, тоа не е лек, тоа е витамин D, ама е високо дозиран. И вика не ти треба штетно е ако имаш премногу. Не е ни премногу, нака на долна граница, ама е долна граница нормална. Вика, мајде ке, I'll take it, што и да е, онака. И сега ако и речам следниот пат, дај витамин D, да видиме, ке рече, ајде провери пред 2 години, окей си. Се уредо. Ја... Сепак. Секој со свое искуство, ствари што не потикна темава да ја правиме. Зборев со Маја, мојата трансформацијски коуч, тоа интервјуравме во една од првите епизоди. За 8 март. Да, за 8 март, да. И ми се јави онакав völlig verzweifelt, што викаат германциве, очајна за грбот ја боли, се породи, нели тогаш уште беше трудна кога го снимавме интервјуто, се породи, има проблем со грбот, нормално доилка не сме ништо да пие, ама ништо друго, никакви други решенија не нудат. А она веќе малте не може да оди, и јас си ги имав сличните проблеми во бременост со Лука и после тоа како се породив. Ама кај неја очигледно појако дека јас сепак можев да се движам. И јас тогаш си одев и на физио и се, ама знам дека стварно многу јако боли. И вика, што да правам, не ме сваќаат сериозно. Онака вика, ајде, ќе ти помине, пустилот мора да истрпиш. Тоа е често што кога го слушнеш тука без разлика на која област. Ке си истрпиш температура 40, нема да умреш. И стварно нема да умреш, ама сега не геш да лежиш недела дена таков никако. И зборевме тоа за Dringlichkeitscoach, ми текна 116-117 или така, или преку осигурувањето ствари, да си се јавиш да им кажеш дека е. Да. Тоа беше ствари смешното, така тажно смешно, што во Македонија имала другарка што работи во таков одел и тоа во некоја државна институција. И викала, значи тука ова ќе ти правиме, тоа ќе ти правиме вакви терапии, не лекови за зимање, туку некои, не знам, апарати. Баш така за грбот, пак тоа се нели мускули, нерви и слично, може и со надворешно влијание нешто да се а тука ништо не даваат. И така ми тоа ствари ме потикне да ти спомнам и баш стварно многу често дека јас сум и го нели групи за жени, за мајки и за општо за македонки во Германија стварно често. Ние кажеме тоа нашето искуство, да речем, секој со свое да ги пратиш. Меѓутоа, можеби вие типови што и кажавме ние ти помогнат нашиве слушатели да па и да пренесат на другите дека постојат некои други начини, не е само да вртиш секој ден телефонот во праксите и да бараш термин, ами постојат и други канали преку кои што можете да ги добиете термин. Ама верувам дека и понекогаш верувам дека тука здравството се уште не сум го изгубил тоа, да речем. Тој осет дека здравството тука е сосем на друг квалитативно многу подобро. Си имаат они некои други системи, си имаат некои други третмани за кои што ние, па ќе речем, да не се повторуваме сега, сме поинако навикнати. Тоа е за нив таа си ја тераат, сакаат они повеќе да биде на имунитет, да не бидат децата, да речем, напумпани со антибиотика уште од мали и што ти ја знам таму, ами да се тера со протокалче, со лимонче, со воздух чист, како викаат они, оди шетај, кога ќе шеташ која температура имаш, оди шетај. Да, многу различно се лекуваме за настинки вака. Ја, не, понекогаш се прашаш испееш од докторов и за што се само за боловање ли ми пише? Океј, боловањето ми пише, ама не ми пише ништо.
и пожелно е, верувам и ти имаш дома или имате дома, сигурно имате домашна аптека. Домашна аптека мора да имаш парацетамолче, ибупрофенче, вакви такви работи, некој дошто. Парацетамолче, значи пола зегиње имам дома, како ти кажам, за секој случај тоа се да чукнемо дрво не ни требаат, ама за секој случај. Со деца така да, превентивно е тоа. Чувајте се сите. Да, споделете, како и во секоја епизода, така и сега ќе кажеме, се радуваме на секаков коментар, дури и да е сега жалење и мекан, ама некои теми никога што го наложуваат, ама какво искуство? Тоа, да, тоа е тоа. И ако си најдете некој специјалист, препорачајте и не го испуштајте веќе, значи останете си таму 10-20 години кај што сте. Не ви треба бидете му верен. Бидете му верен, иако можеби понекогаш ескивира или ескалира во позитивна или во негативна смисла, ама сепак докторите се трудат тука да бидат на високо ниво и да бидат пријатни да помогнат. Тоа нема збор за однос доктор-пациент, нема збор, значи нема такви некои безобразлуци или некои примери вака од Македонија што ги има кај што или па да му однесеш нешто. И да, тоа исто ќе кажам. Некоја бомбонјер. Тоа да однеси му на тоа. Кај те рече оди од бацијата во другата страна вратата. Не. Затоа здравството е добро, здравството е тука здравство. Осеќате се пред се осеќате се способни дека можете и со германските доктори да се разберете. Тоа е првото, мислам дека можеби и тука е може понекогаш пречка студиото се осеќаат демек као да не се разбереме, па дај нашата биде вака така. Верујте ми дека во секоја болница, како што спомнав ја, во секоја болница сега имаат листа на персонал, каде што долго те не можете да се разберете, ви донесат некој што ќе се разберете и што ќе можат на крајот да ви ја укажат адекватната здравствена помош и здравствената услуга. Марина, кој ќе тепа вечер? Вечер ќе тепа... Нема да речеш Шкотска? Нема да речеш Шкотска? Не, Германија. Германија игра, нели? Тоа сакам да кажам. Да, добро. Да. Добро, ние славиме ЕМ, ама и славиме 4 годишнина со Миле. И да, тоа ќе се случи, мислам се случува, ќе се случи вечера во еден ресторан што некако случајно или не одиме само за годишнина таму. Ресторанот ни е на 10 минути пешки. И речи ми ти вечер фудбал нема да гледаш? Па, покасно почнува, или? 9 саат. Да, касно почнува, ние ке во германско време ќе идеме наручаме со 10, да вечераме, да. Тогаш признато ви, иначе какво е тоа? Така. Тогаш, Марина, пријатна вечер. Убав провод. Благодариме. Да степаат нашите, без разлика кои се наши, не се наши. А вие сите останати поздравени од нас. И во добро здравје. Пред се. Да. Слушате не во Петочно со Марина и Панче. И тоа е тоа. Чао, чао. Чус.